Почитувана господја Вирве од делегацијата на Европската унија, почитувана господја Вилма од проектот Mainland, почитувани колеги, партнери, вработени од Министерството, сите останати присутни медиуми, ми представува особено чест и задоволство што денеска заедно со вас нова информативна работилница сме во рамки на проектот финансиран од Европската унија Mainland по повод од почнување на првата фаза од постапките за консолидација на земјоделското земјиште. На денешната работилница ќе се сумираат, односно презентираат студиите за изводливост во делот на областите избрани за консолидација, конкретно имплементацијата и предстојните активности во рамки на самиот проект, кој како што Министерство го спроведуваме заедно со ФАО од минатата година. Во рамки на овој проект, Европската унија, ФАО и Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство работат заеднички на започнување на првиот циклус на посложени интегрирани проекти за консолидација на земјоделското земјиште на поголеми подрачја ширум државата. Тука се вклучени и посериозни инфраструктурни инвестиции како дел од националната програма за консолидација. Крајната цел на самиот проект е да ја зголеми конкурентноста на земјоделското производство, да се подобрат условите за работа во животните средини, во руралните средини, да се реши проблемот со напуштање на обработливото земјоделско земјиште и секако да се обезбеди одржливо користење на сите природни ресурси. Во март ова година беше објавен изборот на првите 12 локации со најголем потенцијал и најголем интерес за окрупнување на земјоделското земјиште низ Македонија. Овие 12 локации беа во Стојаково, општина Богданци, Логоврди, Трн, Оптичари и Жабени во општина Битола. Лешани во општина Дебарца, Чешиново, Соколарци, Спанчево и Чифлик во општина Чешиново, Блешево. Царев двор во општина Ресен и Мороспитово во општина Струмица. Минатата недела се склучени договорите со 3 геодетски компании во Македонија, кои веќе започна со првата фаза од постапките за консолидација, односно студиите на изводливост во 5 од овие локации. Се работи за локациите Царев двор, Спанчево, Соколарци, Логоварди и Оптичари. Целта на овие студии е спроведување на деталната проценка на моменталната состојба на терен, да се потврди подготвеноста на земјоделците и собствениците на земјиштата за вклучување во процесот на предстојниот процес на консолидација. Исто така со овие студии треба да се идентификуваат индивидуалните потреби, да се провери дали се задоволени сите предуслови за успешна имплементација на консолидацијата на земјиштето во секоја од овие избрани области. Како крајен резултат од анализите, геодетските компании ќе утврдат дали консолидацијата на земјоделското земјиште изводлива во секоја од овие избрани подрачја. Ако резултатот е позитивен, ќе се обезбедат препораки за најдобар пристап за консолидација на земјиштето во секоја од овие области, како и потребните инвестиции во земјоделската инфраструктура во зависност од потребите во секоја заедница. Избраните геодетски компании веќе минатата недела ја добија првата обука во рамки на проектот за техничките аспекти за спроведување на престојните физибилити студии. Од утре заедно со проектот ги започнуваме првите средби со земјоделците во Царев двор, Спанчево, Соколарци, Логоврди и Оптичари, односно во овие 5 први локации. Ова накусо е пресекот на сите досегашни активности поврзани со овој проект, но би сакал да најавам дека процесот на консолидација нема да заврши со овие 12 локации. Во текот на следниот период ќе започне избор на нови 12 локации во државата за окрупнување на земјоделското земјиште. Со цел непречено спроведување на самиот проект, Министерството ја подобри законската регулатива, како што сите знаеме во претходниот период, се работеше на тој процес, што ќе придонесе за ефикасна реализација на целокупната постапка за консолидација. Првите постапки за консолидација на земјиштето во државата се поклопуваат и со нашите земјоделски политики за обезбедување на континуирана поддршка за интензивен развој и зголемена конкурентност на земјоделското производство во согласно со стандардите на Европската унија. Почитувани, ви благодарам
на присуството за оваа работилница од моje лично име, од име на сите вклучени од Министерството во целиот овој процес и на целокупниот тим на Мейлнет. Детално ќе не информира за напредокот на овој многу важен проект за македонското земјоделство, на кој што мора да ставиме целосен фокус, како и на активностите кои што ќе следуваат во наредниот период. Затоа посакувам успешна работилница за пресек на сите овие активности. Јас би сакал да ги слушнам сите детали, заради тоа што колегите кои што се вклучени знаат дека постојано на сите наши состаноци, дали се поврзани со националните политики, дали се поврзани со политиката на Европската унија, го поставуваме тоа прашање за како да направиме поголем притисок и како да направиме поголем ангажман да окрупнувањето на земјоделското земјиште како една од основните на понатамошните политики за развој на земјоделството навистина биде на едно многу повисоко ниво и да не само да се зборува, туку навистина да се види и на терен дека на таа проблематика навистина се работи и дека има резултат. И јас очекувам уште поголем ангажман и од проектот, и ова го спориме постојано, дека навистина ни треба многу поголем ангажман од сите нас, вклучувајќи ме и мене и сите други, за да навистина сите овие пораки во целиот овој период што ги праќаме и сите пречки кои што ги имавме, кои што ги надминувавме. Благодарност на сите оние кои што учествува во законот, изработката, на посветеноста на државните советници, на раководителите на сектори од тука, меѓутоа мислам дека од сите нас и од самиот проект кој што го води Вилма треба да навистина направиме уште поголеми напори за да резултатите бидат видливи на терен и да го смениме тој концепт на размислување кај луѓето и да направиме буквално се заради тоа што многу други политики кои што би се преземале нема да имаат резултат и повторно ќе си постојано збориме за отсуството на резултати во други области и сектори на самото земјоделство, ако оваа работа навистина не ја забрзаме и навистина не ни биде на сите нас приоритет, иако се работи за тешка и комплексна и сложена и макатрпна, меѓутоа мислам дека повторно ја праќаме заеднички во име на тимот во Министерството таа порака дека ова навистина ни битно и затоа еве јас сакам да ги слушнам заедно со сите луѓе тука тој пресек на активности да видиме и како државата да ја зголеми поддршката, ама ако ја зголеми поддршката навистина да биде реализирана, а да не да предвидуваме пари па после да ги пренаменуваме за други работи, тука навистина да бидат за намената на која што треба и еве да имаме еден по-апдейтиран акционен план како и да продолжиме на нови консолидациони подрачи, како да ги завршиме овие кои што се започнати. Благодарам на вниманието, тука сум еве да заеднички проследиме сето она што како пресек на активности е правено до сега.